Се разбира во продолжение и она кое што го споменавме и го најавивме од терен на лице место нашата Марија. Иако секојдневно рековме и знаеме, се информираме од Илма Метео за тоа какво време не очекува, кога стартуваме нов месец и кога имаме вака променливо време, сакаме малку на подолгорочно да знаеме што не очекува или да речеме со какво време ќе го започнеме април и можеби информација ако добиеме до кога ќе имаме врнежливо време и кога конечно ќе можеме да го почувствуваме пролетното сонце. Па дали ќе ни открие во продолжение тоа Марија со својата соговорничка Ленча Ризова од УХМР, дознаваме во продолжение. Марија, поздрав уште еден до тебе. Повели. Поздрав и до вас, Ивана, токму така добродојден и се верувам повеќе информации околу тоа какви временски услови не очекуваат во следниот период, односно почетокот на новиот месец април. Иако знаеме дека април е познат по тоа непредвидливо време, решивме да се вклучиме ова утро од УХМР и да дознаеме дали оваа година ќе биде така. Но се разбира, ќе кажеме нешто дополнително и за денешниот ден. Да и посакаме добро утро на мојата денешна гостинка Ленча Ризова, која што е дежурен синоптичар. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и поздрав до гледачите на Телма телевизија секако. Утринова можеме да забележиме дека навистина е врнежливо во главниот град, потоа ќе ве прашам какви временски услови да очекуваме до крајот на денот. Значи така, во текот на вчерашниот ден нашето подрачје потпадна под влијание на циклонска активност. Имаме облачно време на секаде со врнежи од дожд и наврнаа навистина големи количини на дожд, посебно во југоисточниот дел од земјата. Врнежи имаше и на секаде, еве најмногу да спомнеме која веќе сме до тоа. Демир Капија наврнаа 40 литри на метар квадратен, Скопје 18, најмалку во Прилеп и Охрид 12 литри на метар квадратен. Денеска ќе се задржи променливо облачно време, ќе има повремени врнежи од дожд, иако некаде околу пладневните часови малку ќе намалат, меѓутоа во текот на денот повторно ќе имаме врнежи од дожд повремени, кои што наместо ќе бидат и поројни, проследени со ретки грмежи и ветер. Температурата денеска нешто слична како и вчера, од 12 до 19 степени. Што се однесува до времето во деновите од викендот, ова циклонска активност и понатамо останува над нашето подрачје, меѓутоа ќе имаме во овие денови за викендот, значи променливо облачно со локални врнежи од дожд и повторно ќе бидат проследени со ретки грмежи. Значи нема да ни е погодно за продолжениот викенд да го поминеме негде надвор од Скопје. Така, не се очекува промена некоја поголема на времето, значи се задржува ова време променливо облачно со честа појава на врнежи од дожд, ете и не е исклучено и да имаме и грмежи. Исто и почетокот на следната седмица, значи врнежи од дожд, засилен северен ветер кој што ќе почне да дува во понеделник во крајот на денот и во вечерните часови, кој што ќе услови на повисоките планини врнежи од снег. Тоа значи дека ќе имаме и мало опаѓање на дневните температури. Ваквото врнежливо променливо време ќе се задржи се до среда. Извесен прекин имаме некаде четврток, петок, меѓутоа еве според сегашните материјали, значи следниот викенд повторно не очекува еден така брз продор на влажна и нестабилна воздушна маса, така што ете тоа е барем за првите денови од месец април. Можеме да говориме само за првите денови, првата половина од месец април или генерално за самиот месец? Според Европскиот центар за среднорочна прогноза, значи натаму за април месец останува со така, врнежи кои ќе бидат значи во рамките на просекот, исто како и температурите, ќе имаме просечни, значи никакво отстапување од она што е просек за месец април. Еве температурите сепак значи се некои немаме некои нагли скокови, да кажеме, топло време, меѓутоа ќе се задржи така сепак во рамките на просекот. Иако немаме некој забележлив раст на температурите, како што напоменавте, ќе остане во рамки на просекот, дали има податоци во првите денови од месец април, каде ќе имаме највисоки температури, во кој град во Македонија? Па сега секој пат, значи ете при вакво време променливо кое имаме доста, значи најмногу зависи од тоа струењето на висина, какво струење имаме, значи дали сме под јужно или вака. Најчесто значи имаме највисоки температури во делот на градовите кои што се долж поврдалието, значи во поврдалието имаме повисоки температури, вклучувајќи тука и Скопската котлина.
Така да, ете, барем тоа може за сега се каже. Минималните температури во утринските веќе, барем овој период, немаме некои ниски температури, значи сепак е едно така релативно добро време натаму во април, да кажем. Дали тоа значи, пред самиот крај ќе прашам, дека веќе можат граѓаните, односно нашите гледачи, да ја подготват својата пролетна облека и да ја спакуваат својата зимска и есенска облека? Значи, според она што сегашните материјали кои што располагаме, значи сепак се можни такви брзи продори на нешто постудена воздушна маса, еве како што споменав, сега во понеделник, вторник имаме значи така едно нагло опаѓање малце на температурите и следниот викенд, што значи дека сепак мора малку да зачуваме нешто од потоплата облека. Ве благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Се надевам дека овие информации беа добродојдени до нашите гледачи, иако напоминавме дека во април сепак има непредвидливо време, убаво уште еднаш да се напомне дека барем некој период и првата половина од април убаво е да зачувате топлата облека со себе.